Селекторе, кој е вашиот став за ваквата административна елиминација од страна на ЕХФ? Спортски гледано не сум задоволен затоа што ни се одзема правото да можеме во 2 надпревари, не само да ни се даде шанса да победиме, него и да може да се надградиме, да може да напредуваме. Сите знаеме дека сме во процес да подмладиме репутацијата, тоест да направиме една смена генерација, мислам дека сме на добар пат да го направиме тоа и очекував од овие 2 надпревари со Франција да извлечеме што може повеќе, да нашите играчи да напредуваат, покрај нивните мали минутажи клубовите да може да се наметнат, да осетат еден добар, јак противник, да видат до каде се во моментот, да видиме ние како стручен штаб во кој правец продолжуваме да се движиме, дали сме на вистинскиот пат, се до она помене финална глазура која ја зададов како една цел за мене и за Раковната федерација, дека би требала комплетна смена на генерација да се направи некаде за Европското првенство во Унгарија и Словачка 2022. Македонија единствено преку вајлд карта може да бара пласман на Мундијалот во Египет. Можеме ли да дојдеме до неа? Раковната федерација на Македонија сигурно дека ќе конкурира за таа вајлд карта. Знаеме дека правилото е дека една вајлд карта обавезно му се доделува на светскиот prvак е Данска, сите знаеме добро. Реално ако се укаже шанса за таа вајлд карта, макар и една да биде, иако циркулира и во медиумите дека ќе има 4 слободни места, мислам дека ние како веднаш тие што би се рекло 15 и веднаш после тие 14 кои одат од Европа на светското првенство, мислам дека ние сме први најсериозни кандидати да ја добиеме таа вајлд карта. Секако дека Раковната федерација ќе направи се што е во нејзина можност да се добие таа вајлд карта и реално ќе видиме како можеше Германија 2015 да ја добие таа вајлд карта, можеме и ние. Доколку не се случи тоа, доколку дојде она црно сценарија да не дојдеме до вајлд картата, колку за Македонија и за овој процес на подмладување на генерацијата ќе представува удар фактот дека ќе прекинеме еден континуитет на настап на големи надпреварувања? Ние мора да биме свесни дека во овој момент можеби немаме репрезентација. Значи ние сме во фаза на формирање. Значи нас е потребен период каде што ние тие играчи би требало да ги спремаме. Ние имаме еден минус во минатото каде што кога сме имале репрезентација, ние не сме подготвувале момци кои ќе ги заменат постоечките репрезентации кои веќе не играат за репрезентација или кои не сакаат или кои се веќе на зарезот на својата кариера. Значи имаме многу грешки, што би рекол јас во тоа производство на играчи за репрезентативен калибар. Нас ни е потребно време. Време да се соберат тие момци, време да бидат заедно. Ако се сетите добро, треба веќе да се почне од почеток. Мора да заборавиме сето она што го направиле за репрезентацијата и сите постари играчи во изминатиот период. Нас не очекува една нова ера со нови играчи, каде што ќе мора сите заедно да ги поддржиме и сите заедно да го створиме тој еден победнички дух и менталитет кој го имавме во изминатиот период.